Нема да се толерира дивење на одредени ланци на супермаркети. Премиерот Мицкоски со остра порака до нив. Ќе бидат сериозно санкционирани ако продолжат да ги изигруваат законите. Комисијата за заштита на конкуренцијата активно се екипира за да излезе на терен за да ги лови скриените маркетинг услуги кои што ги кршат одредбите на законот за нефер трговски практики. Оваа реакција на премиерот доаѓа откако некои трговци се обидува да добијат поголем рабат под рака од ограничениот со закон, како и подобро представување и рекламирање на производите спротивно на прописите. Тоа не значи дека ќе толерираме дивење од страна на одредени ланци на супермаркети. Многу скоро ќе излеземе на терен, веќе ја зајакнавме кадровски, се примија нови луѓе, ќе се излезе на терен и овие скриени под наводници маркетинг услуги кои делот снабдувачите, производителите и трговците ги поставуваат во синџирите супермаркети за на подобро место да стои неговиот производ, ќе биде жестоко, веруете, жестоко санкционирано. Тој потенцира дека во наредниот период борбата ќе биде со поскапените услуги. Анализите покажале дека во некои сектори тие биле поскапени и до 20%. Мицкоски вели дека во некои случаи и нема голем простор за маневар со мерки, но дека се потрудиле да го поевтинат училишниот прибор во пресрет на школската година. Дециден е дека нема да има ограничување на маржи и замрзнување на цени, бидејќи инфлацијата се прелевала во месеците по истекот на мерките. Премиерот нагласи дека ќе се работи на зголемување на продуктивност. Ние не можеме да ги ограничиме рестораните, кафулињата и така натаму или транспортните компании, која е цената која што тие ќе ја постават таа услуга. Ќе повторам, се додека може таа услуга некој да ја плати, тие за жал ќе ја качуваат и тоа ќе влие негативно во конечната инфлација. Така што и тука ќе имаме исто така мерки. Македонија во јули имаше инфлација од 4,5%, што е во рамките на некои држави од регионот како Унгарија, Словенија и Грција. Во рамки на Европската Унија во јули највисока инфлација имала Романија од 7,84%, Хрватска и Естонија.